Благодарен сум до сите што земјата наша е дојдена да има ваква препорака, да има ваков извештај за работењето и навистина да бидеме спомнати од еврокомесарот како светол пример за сите земји во регионот, дека продолжуваме со успешното напредување во реформите и дека сме пример за привлечноста на Европската Унија за сите други земји кои што не се членки на Европската Унија. Навистина во сите области извештајот е одличен, извештајот е блескав и конечно јас верувам дека тоа е заслуга на сите. Тие што се платени да работат, тоа е кабинетот, но и пратениците, но и власта и опозицијата, сите сме работеле на оваа прашање. Лани Европскиот совет донесе одлука дека јуни 2017 година Република Македонија тогаш ќе добие датум за почеток на преговорите, односно одлука за датум за почеток на преговорите. Како беше тоа соопштено, како Европската Унија тоа го објави, така и ние го објавивме. И јас навистина верувам дека јуни, еве реков јавно најдосна јули, ќе го добиеме датум. Секако, добивањето на датумот повеќе не е алтернатива во зависност од нашите перформанси. 100% од наша страна е завршено. И тоа не е наше само што како влада го кажуваме, не е тоа само парламентот што го кажува и сите соодветни институции, тоа го кажува Европската комисија, комплетно, тоа го кажуваат и земјите членки, комплетно, сите. Ќе остане впечатокот дека некој не е среќен поради оваа работа. Сите знаевме што се направи и колку беше тешко. Дел од овој парламент смогна сили и ги направи чекорите. За жал, што може да се направат и пред 5 години, и пред 8 години, и пред 15 години, и пред 20 години. Еве, денеска, нашата земја апсолутно нема резерва ниту една друга земја. Денеска за нашата земја Европската комисија збори со суперлативи од секој можен аспект. И тоа е огромно постигнување пред се на граѓаните, после на институциите на државата и за тоа треба да бидеме радосни. Затоа, ако можам да кажам дека 10 успеси да ги наведам на оваа влада, еден од првите успеси е токму тој. Преточен преку извештајот кој што вчера беше на повидок на целата јавност. Јас сум среќен поради тоа, верувам, се надевам треба да бидете среќни и вие, и сите пратеници од ВМРО ДПМН,